не знам кој израз да го употребам на нечесно играње, така ако можам да се изразам, да ни кажувате нам дека вие се именувате таква црква, а званично се регистрирате таму. Имаме еден извадок од дека владика околу ова што го велите дека Вселенската патриаршија ни го оспорува името и така натаму. Ќе го прочитам. Вели Вселенската патриаршија нам не ни оспорува никакво име. Јас овој текст го најдов напишан на еден медиум. Добро. Напротив, со Охридската архиепископија ни признава континуитет од еден милениум црковно постоење и идентитет. Проблемот со името го создадоа нашите владици и го исполитизираа создавајќи непријателство онаму каде што го нема. Всушност, Вселенската патриаршија досега не признала ниту една црква со национален предзнак, туку според седиштето на црковната иерархија и според територијата во која таа действува. Така, например, црквата на Грција во томосот од Вселенската патриаршија е позната како Атинска архиепископија, православна црква на Грција, како што и самата се нарекува до ден денес. За црквата на Русија, томосот од Вселенската патриаршија е издаден на име Московска патриаршија од страна на Вселенската патриаршија во 1589 година, кога бил поставен првиот московски патриарх Јов. Името Руска православна црква неосновано и националистички почнало да се користи во 43 година. Значи, националните презнаци на црквите неправилно почнале да ги додаваат претежно словенските цркви, тоа во 20 век од националистички побуди. И сега некои црковни кругови кај нас го злоупотребуваат древното црковно правило, име да се додава според седиштето и територијата во која действува црквата и прават проблеми онаму каде што ги нема. Значи, Вселенската патриаршија не може нас да не признае како Македонска православна црква не затоа што ни оспорува и ни зема некакво име, туку едноставно затоа што ниту еден томос досега не го дала со национално име и не може заради нас да направи исклучок од ова вековно правило. Како ќе го искоментирате овој? Да видите, сите контрадикторности се содржат во тој текст што го прочитавте, прво. И основно, кажавме ние пред малку и сега да не се навраќаме многу околу таа работа, дека овие цркви што ги спомнавме, секаде се декларираат како грчки цркви. Значи и Цариградската патриаршија како грчка црква. Јас го прашав токму тој митрополит Вартоломеј да каже како е регистрирана Цариградската архиепископија во Австралија. Тој се воздржа. Не сакаше, јас му реков, добро, јас ќе ви кажам. Цариградската патриаршија во Австралија е регистрирана како Грик ортодокс арчдајасис или арчбишуприк. Грчка православна епархија или архиепископија. А зошто, кога е таа дел од Цариградската патриаршија, зошто не се вика архиепископија Цариградска во Австралија, туку се вика Грчка православна архиепископија? Зошто така се именува и во Америка, во Европа и секаде каде што има тие со грчко име? Значи, званично во Attorney General е тоа регистрирано, во Министерство за правда во Австралија. Па вие се не знам кој израз да го употребам на нечесно играње, така ако можам да се изразам, да ни кажувате нам дека вие се именувате таква црква, а званично се регистрирате таму. Во Австралија е точно. Нашата епархија, Македонска православна црква, запирка, епархија за Австралија и Нов Зеланд, ја регистриравме како правен субјект, каде сум јас како порано надлежен митрополит, сега како администратор, и ја патентиравме. И никој не може да ја пререгистрира без одлука на оние што ја регистрирале, односно надлежниот архиерей таму со епархискиот управен одбор. Зборот ми е, значи, ова нема никаква сериозна смисла да се коментира.
и да се кажува, станува збор за нотарни лаги. Па еве го оригиналниот документ што ние на грчки го имаме добиено од Цариградската патријаршија за трите услови што нам ни ги поставува Цариградската патријаршија. Ово е оригиналниот документ што го добивме од една телевизија национална која го расправаше ова прашање со новинари, односно еден новинар и другиот не дошол таму новинар што бил поканен, знаете за кој се работи, и исто така еден политичар кој беше едно време председател на Комисијата Република за односи со верските заедници. Па зошто тие луѓе таму, кога им беше ова кажано, кога овој документ од водителот на емисијата им беше приложен, не го демантираа. Зошто и сега не го демантираат? Што е тој документ? Па документот што ни го даде Цариградската патријаршија кога ја симнала шизмата. Ова е преводот од тој документ кај што вели патријаршиски и синоски акт за разрешување на црковните проблеми во државата Македонија, не сакам да го спомнам тоа другото име, од страна на мајката црква, Константинополската, по апелациското прибегнување на тамошниот клир и народ, кон преосвештениот архиепископ господин Стефан. И сега тука се наведуваат сите тие работи, што и како одлучила, и меѓу другото, тука имаме условите кои нам ни се поставуваат. Тие се оние што вие пред малку ги решивте, тие кажуваат меѓу другото дека не е спорно нашите хиротонии на нашите архиерехи, што некои од поранешната порано ги оспорува, ама вели оспорувањето на валидноста на хиротониите во вашата црква не се спорли, како што вели всушност не беше спорно ни хиротонијата на Јован Вранишковски. Значи, тие признава дека ние сме биле правилно хиротонисани. И дека не било црковно прашањето за нашата црква, туку се јаве констатираме дека станува збор за политичко прашање. И така натаму, и меѓу другото, тука се наведуваат и тие три услови кои се познати. Првиот услов е оној што го спомнавте. За името. Името да го употребуваме исклучиво Охридска црква, не архиепископија. Второто е дека ние во никој контекст, ни внатре во државата, ни надвор од државата и во никоја прилика не смееме да го употребуваме името Македонска православна црква, Македонија, македонски за јазик или за македонска нација и така натаму. Значи се што има титула, име македонско или Македонија не ни припаѓало нам, им припаѓало ним на Цариградската патријаршија, односно и на Грција, бидејќи тие со договорот во Нивици, демек ние зедоа античка Македонија и ја присвојуваат неја, иако знаеме дека не успеа. А кои се другите услови? Другите услови се епархиите од сега доаѓаме толку. Значи втората работа околу ова кажува дека не смеете тоа име да го споменувате, ниту било каква изведенка од тие имиња. И третото е дека нашата диаспора им припаѓа ним. А сега во врска со диаспората се води една многу луцидна политика во која тие наводно велат ние немаме ништо проблем вие да се избирате владици, но како што тие веќе тоа го практикуваат за нивните владици и за владиците од Украинската православна црква и за оние што таму потпаѓа под нивна юрисдикција во диаспората, тие вели се викарни епископи, а викарниот епископ нема никаква власт. Кој го вика тоа дека тие ќе бидат викарни епископи?
Па Царградската патријаршија бара. Бидејќи Го спроведува. Обраќањето на Вартоломеј кон владиците е дека тие можат да си раководат со диаспората, со црквата наша. Да, ама како викарни епископ. Јас немам видено дека има викарни епископ, дека така е. Јас кажувам како е сега практиката, како практикуваат таму. Тој само им вели дека вие не смеете да користите титули кои што ги користат. Јас кажувам после сите тие изјави за нас што практикуваат. И што веќе почнуваат да практикуваат на Запад во Европа. Па тие сега сакаат да ни наметнат дека за секое наше богослужение на било кој наш свештеник што ќе отиде во Европа, еве пример ќе да речеме во Белгија, и мора да се добие благослов од митрополитот на Царградската патријаршија за Белгија или било која друга држава во Европа, ако оди некој свештеник, треба благослово да го добие од таму, значи нас не признава. Од друга страна, вие слушнавте каков е односот на митрополитот од Имврос, кој што кажа дека нашиот архиепископ не бил поглавар на нашата Македонската православна црква, туку бил митрополит под управа на патријаркот на Српската црква и исто така во оној акт што зборувавме за меѓу двете комисии записникот што требаше да се потпише таму, кој немаше никаква врска со она што беше дискусија меѓу двете комисии, туку однапред под влијание и добро смислено направено од партение викарниот епископ, секако со благослов и на патријаркот, таму направен записник кој најблагоречено, не сакам да речам така, ама морам да речам дека тоа беше едно класично подметнување на документ кој нема никаква врска со дискусиите што се водеа измеѓу двете комисии, каде што упорно и кажавме ние, јас пак тврдев на тоа дека Српската црква никогаш не го поставила прашањето за нашата црква да не именува поинаку освен Македонска православна црква, а и српскиот патријарх секогаш се подпишувал. Патријарх српски и македонски, патријарх на Српската и Македонската православна црква и единството на двете цркви во Југославија за времето на Герман патријархот беше преку неговата персонална унија, која се раскина по едностранна одлука на патријархот српски, кој од 1965 и 6 година престана да се подпишува како српски и македонски на Српската и Македонската црква, туку само како српски, па затоа беше и она прогласување 1967 година за автокефалност на нашата црква и така натаму. И меѓу другото, таму убаво им кажавме, јас ме рекол, луѓе, а разберете колку сме ние од вас понижувани, угнетувани, омаловажувани, обесправувани, и ние во таква една ситуација не можеме ништо друго да направиме освен кога сме тепани, просто речено, до таа мера да плачеме. И ние кога велиме Македонија, македонски јазик, македонска црква, македонско, тоа е нашето плачење. Ако не тепате, дозволете ни барем да плачеме. Вие не ни давате ни да плачеме, бе, луѓе, разберете. Немаше коментар на тоа. А јас сакав да има коментар, не можеше да има коментар. Може ли едно прашање, бараат ли од нас и да ја признаеме, например, Украинската црква? И под кое име бараат? Затоа да што го завршиме сега ова, само се извинувам заради мислата. Имено откако сето ова се виде, се констатира дека тие условите што ги поставија се следните. Првиот рековме да бидеме ние црква што ќе се именуваме секаде, при секоја прилика, или со други зборови ерга омнес, што не успеа да го постигне Грција, државата, за македонската држава, да секаде со наметнатото име биде признаена, како што е во ООН, Обединените нации. Меѓу другото, тие сака сега
тоа што беше само за институциите во Република Македонија, во нашава држава, сега да го наметнат преку црквата. Сега зошто тоа така? Затоа што 90, може да се рече слободно, и 9% во Македонија македонците се од православна вера. Ако е тоа така, тоа значи дека тие ќе успеат на тој начин, она што го пропуштиле, да го постигнат со договорот од Нивици, да го надоместат со давање томос на нашата црква со забрана на името. Втората работа е дека тие меѓу другото кажуваат она како што веќе го дискутиравме за диаспората. Диаспората не е наша, туку била нивна, прво и основно. Една автокефална црква е автокефална ако е потполно слободна. Диаспората не ја создадоа ни грците, ни бугарите наша, ни србите. Но очигледно дека од нашата диаспора се офајдија грците, што зедоа неколку цркви во Австралија и во Америка, бугарите што исто така зедоа во Америка така наречените МП-овски цркви ги зедоа, но и на србите им припадна неколку цркви, една-две во Америка и една во Австралија. Така што ние изгубивме цркви во диаспората заради некое невнимание наше, кога влегле во управата луѓе од едната, другата или третата националност и црква и се ги регистрирале тие цркви на нивно име и така натаму. Заедно дури водевме во Австралија и судски спор. Тоа е она што им припадна на Бугарската православна црква, па и бидејќи така било од почетокот регистрирана, за жал дури и оние цркви што беа именувани како автокефална Македонска православна црква беа регистрирани таму во Австралија под юрисдикција на Бугарската црква и откако откривме за што се работи, тогаш многу така внимателно успеавме да го да извршиме пререгистрација на тие на таа епархија на црква во Аторни Дженерал да бидат под юрисдикција на Македонската православна црква со седиште во Република Македонија Скопје, а сега како што веќе ви кажавме, веќе регистриравме и правен субјект. Нашата епархија таму е Македонска православна црква Запирка, епархија за Австралија и Нов Зеланд и формирана е таму корпорација за да се стават под траст или под доверителство на Македонската православна црква имотите што ги имаме во таа епархија. Зборот ми е дека ние ја формиравме во диаспората и во Америка, и во Канада, и во Австралија, и во Европа, нашата диаспора и затоа не можеме да дадеме на никого, ниту па ќе се согласи. Кај нас имало случаи кога некои цркви отстапувале времено со некои свештеници кои незаконски држале некои црковни општини, но никогаш од нив, од тие не се осудиле да преминат во друга некоја православна црква и така натаму. И сега, она за кое зборуваме сега, прашањето, повелете вие поставете. Да, последното барање е околу, предпоставувам, признавањето на Украинската црква. Вака да. Ова прашање е многу едноставно. Ние бевме поканети од Цариградската патријаршија да сослужуваме таму на духовен. Бидејќи на Ѓурѓовден еден владика на Српската црква, Фотије, во црквата дал изјава дека при крај е прашањето со автокефалноста на Македонската православна црква, тоа беше Ѓурѓовден во петок, 2 дена имаше викенд, сабота и недела, прв работен ден беше понеделникот на 9 мај, веднаш го искористи Цариградската патријаршија на 9 мај, донесе одлука за симнување за така наречената шизма
на нашата црква, во смисла дека сме биле шизматичка, сме имале име национално, што не е точно, ја ви кажавме сега за кои се етнофилетисти, видовме кои цркви се етнофилетистички, нашата не може да се нарече по никој основ, дури јас имам дадено и како предлог за да сватат и другите цркви, но и Цариградската патриаршија и ако сакате и грчката црква, оти во нашиот во нивниот томос не ги стават трите имиња. Велам, ете, нека биде Охридска црква, понатаму Цариградска, односно Јустинијана прва, и нека стават за нивна употреба, не за наша употреба. Северно-македонска православна црква. Тоа него јас кажав дека ние се откажуваме, да им кажеме на другите цркви, а и ним да им кажеме дека практично со овој предлог, што е мој личен предлог, не е на синодот, предлогот за да ги убедиме и да им кажеме дека не сме етнофилетисти, да стават тие Северно-македонска православна црква. За да се окористат за нив. Да. За да се окористат за нив. А да биде во томосот Охридска црква, така? Да, не, тие нека стават од томосот како сакаат, но тие што велат? Велат, вие не смеете името да го употребувате македонска. Да, ма вие им велите да стават Охридска црква, така? Не, јас велам, Северно-македонска. ајде, дали сте подготвени со други зборови да ставите Северно-македонска по земјата? Како сега што ни го наметнавте името на земјата, како таква. Не сака тоа да го прифатат. Значи, воопшто да нема македонска. не сме да има македонско. Ова не е кажано затоа што сакаме ние да се одречеме, или јас лично сакам да се одречам. Не, кога за да ги тестирате што. За да потврдат тие дали на вистина сметаат дека сме етнофилетисти. Ако сметаат дека сме етнофилетисти, ќе го стават тоа името. Но не сметаат дека сме етнофилетисти, знаат тие дека не сме етнофилетисти, дека се тие практично етнофилетисти што носат имиња на Грција, тие цркви што ги спомнавме, и сега како завршница на тоа. Со ова ќе се уверат и другите помесни православни цркви дека ние толку децении сме биле непризнати како автокефална црква со една ноторна лага дека ние сме биле етнофилетисти. И заради тоа, па ете, ако сме биле етнофилетисти, зошто не призна Српската црква, па и Руската, како Македонска православна црква, Охридска архиепископија, со други зборови, не ви се мешаме, како сакате вие, викајте се како вие вашиот устав, така ние ви признаваме се. И диаспора ви признаваме, и име, устав. А Руската православна црква има диаспора? Своја? Има. Српската православна? Сите, романската кој има? нема. Кој нема? Вака са. Кој нема? Значи, немаат само грчките православни цркви диаспора. Имено кои грчки? Кој? Така наречени грчки, односно од грчното јазично подрачје, макар што не е точно дека се сите од грчко јазично подрачје, туку наметнато грчко јазично подрачје. Значи, нема кипарската, нема грчката, еласката, нема александриската, нема ерусалимската. Значи, тие 4 цркви немаат диаспора, но, иако се именува Антиохиската црква, како грчка, поради други причини, поради тоа што ним никогаш не им се дало да имаат од нивниот род епископи до 1889 година, туку секогаш епископите морале да бидат грци, како што е тоа сега и во Есолимската, и во Александриската, и така натаму, и во Кипарската, токму заради тоа може слободно да се каже дека тие сите цркви се откажале во интерес на Цариградската патриаршија, која е цариградска согласно каноните, но во практика не е, туку е грчка, и ако некоја црква грцизмот го
проповедала и ширела не само во времето на ромејската држава од 16 век именувана како Византија, туку и во целиот период на Турската империја или Отоманската империја, каде што по укинувањето на Балканот на автокефалните цркви, почнувајќи од бугарската 1394-та, потоа српската 1766 година, потоа на нашата Охридската архиепископија, секаде се поставувани во целата ромејска држава или Византија подосна именувана, исклучиво грци владици. Сега, ако е тоа така, а е така, Сомалија исклучоци каде што после кога се основале царствата, односно кнежевствата, српското после востанието 1807-та од 30-31 година добиваат во Србија веќе српски владици. После тоа имате исто во Бугарија од 1872 година кога е основана по барање на русите да се основа Бугарската екзархија, која е прогласена за етнофилетистичка и расколничка и така натаму. Тогаш веќе почнуваат да се поставуваат од родот на тие народи епископи, а не грци. И сега, мислам, ако искрено зборуваме, треба сите да си ги признаеме грешките и да речеме, овде сгрешивме, се извинуваме, ајде сега да одиме напред. Односно, не треба нашиот народ повеќе да биде тормозен и толку понижуван, обесправуван, обезличуван, па конечно, гледате, сите не обезличија, почнувајќи од Европската Унија, од сите оние што дојдоа да ни го сменат името и да не ги набројуваме така натаму, па нека ни дадат барем малку сега слобода да можеме да си се именуваме така како што да, барем црквата да се нарекуваме како што сакаме. А зашто е проблем да се именуваме како што сакаме? Зашто би требало ние да очекуваме дека Вселенската патриаршија нешто треба од нас да треба да ни даде нешто? Треба да ни даде нешто. Па ние сакате да кажете врска со Томосот. Да, дали воопшто треба да добиеме Томос од Вселенската патриаршија? Видите, ние не сме против Цариградската патриаршија да ни даде Томос. Не сме против, но безусловно. Значи да не ни поставува никакви услови. Дури не знам дали знаете каде е главниот проблем на разидувањето на ниво на православието. Повелете, владико, не знаеме ние. Значи, сепак кај дојде проблемот? Па во ќе земе случајот со Романската православна црква. Кога таа не призна како автокефална црква, не под името Македонска православна црква, Охридска архиепископија, туку како црква во нашава држава, вели синодот на Романската црква врз основа на Томосот што го издаде Српската православна црква за нашава црква и согласно резолуцијата во Шамбези донесена за автокефалност, давање автокефалност на црквите, според која резолуција дава прво автокефалија или Томос за автокефалија дава мајката црква, во конкретниот случај, бидејќи во 1918 до 22 година се вршат тие преговори измеѓу српската држава, односно српската влада и Цариградската патриаршија, и тогаш тие како што велат заради политичките прилики на просторите на кралството на СХС, србите, хрватите и словенците, им ги отстапува Цариградската патриаршија 7 епархии кои се од нашава црква, меѓу кои се знае Скопската, тука е Пелагониската или Битолската, Охридската, Злетовска, Струмичката и така натаму, дел од Полијанската, односно Полијанската епархија и дел
од епархијата во Егејска Македонија, тоа е Воденската епархија. Значи, сите епархии се предадени и за тие пари, вклучувајќи ги оние во Босна и Херцеговина, најверојатни во Далмација, кои биле под јурисдикција, односно не биле во состав на Турската империја, туку под Австро-Унгарија, дадени се 1.500.000 француски златници и има акт кој е непобитен дека од тогаш на овие епархии јурисдикција има Српската православна црква. Затоа ние своевремено, кога Цариградската патријаршија рече дека таа е надлежна како мајка црква наша да ни даде автокефалност, ние рековме ајде помогнете. Зборувам за оној период од 1992 кога ме постави синодот да бидам председател на одделот за односи со другите цркви и на комисијата за разговори и преговори со другите цркви, рече побарете вие од Српската црква отпуст да ви даде и после тоа ние одма ќе ви дајме автокефалност. Ние побаравме со писмо и го пративме и ним писмото и до Српската црква не добивме одговор од таму. Ако Цариградската патријаршија, како што тогаш ни ветуваше и тврдеше дека е како мајка црква надлежна таа да ни даде автокефалност, зашто не ни го даде? Зашто до последно инсистираше ве упатуваше кон СПЦ. Кон СПЦ. И сега ќе се вратим пак на она што го поставивте како прашање, дека кога веќе СПЦ даде преку изјавата на Фотије епископот српски на Ѓурѓовден дека ќе се заврши прашањето, првиот работен ден после тоа, после викендот, на 9 мај, ја симна така наречената шизма од нашата црква, не покани да отидеме таму, ние отидовме таму со еден услов поставен до Цариградската патријаршија. Ако нема на литургијата на која што ќе сослужуваме со ниту еден, било по хиротонија, било по хиротесија, свештено служител или служител на црквата од ПЦУ, Православната црква во Украина, ние ќе дојдеме и ќе служиме. Нашиот услов што го поставивме на Цариградската патријаршија, честно е да кажеме дека го испочитува Цариград и немаше ниту еден од ПЦУ да сослужува со нас. И ние сметаме дека тоа е симнато од дневен ред, апсолвирано прашање. Даваш, поставуваш услов, тој го прифаќа, ако не го прифаќа, тие ќе донесеа некој свештено служител од таа црква и на крајот што се случи? Се случи дека после сето ова не баре она што се случи, што ни дават од источниот сосед таму дополнителни прашања, барања, и нас сега ни го поставува прашање, барањето, ајде, вика, признајте. Па ние го решиме тоа прашање. Ако беше така, зошто сослужувавте со нас? А ако веќе сослужувавте... Да признаеме украинската? Па за украинската зборуваме. Ние го поставивме условот, ако нема. Сега малце не ми е јасно. А кој бара од нас да ја признаеме ПСУ? Па Цариградската патријаршија бара. Бидејќи јас знам дека не бараат признавање, туку бараат сослужување со нив, а не признавање. Бидејќи ние не можеме да ја признаеме ако ние не сме признати. Тоа е точно вие што го зборувате дека не можеме ние да признаваме ако не сме признати, ако не сме. Но бараат да сослужуваме, да. Не заслужуваме. Тие бараат да ја признаеме. Како ќе признаеме ако ние не сме признати? Ама се е можно ако сакате вие нешто. Се нив не ги интересира дали е тоа точно или не е точно. Тие сакаат тоа да се... А мене не ми е јасно како барат од нас да признаеме православна црква на Украина, а не дозволуваат да има македонска православна црква. Тоа нели е етнофилетизам? Затоа што нели зашто не се вика киевска? Не, црква. Не е така. Или црква од Киев? Не. Прво тие кога го велат ова, што велат? Не е таа признаена како украинска црква. Украинската црква постоеше таму легитимна црква под Московската патријаршија и таа беше регистрирана во државата. Единствена легитимна и регистрирана црква е Украинската црква под Московска патријаршија, која што сега и други
владици од црквите што ја признаваат, од грчкото јазично подрачје на црквите, што ја признаваат ПЦУ, Православна црква во Украина, не сослужуваат со нив. Има во Кипар двајца архиереи, едниот Лимасло, мислам дека е, и другиот овој што е од Морфу, Неофит, и таму беше митрополитов Коламски, нивниот, да го речеме, министер за надворешни работи во посета на таа црква. Па знаете дека во самата Цариградска патриаршија тоа прашање не е симнато од дневен ред и решено до крај. Зошто? Па 20 манастири има во Света Гора кои се под јурисдикција на Цариград. Од тие 20 манастири само 4 манастири има признаено и сослужувано, 16 не. Ако вие дома не сте си го решиле проблемот за признавање на една црква, а барате другите да го со другите да го решавате, не е во ред нешто. Мислам дека нека го решат прво таму. Истото важи и за архиереите во Грчката православна црква. Руската православна црква на список ги има ставено. Тие што не се ослужувале со клирици на ПЦУ, вели тие можат да се ослужуваат со нас, а тие што се ослужувале со нив не можат да се ослужуваат. Гледате сега до кај отиде работата. Се измеша, стана кашапопара. А во една таква кашапопара од нас се прави ние да учествуваме. Па немојте тоа, оставете не на мир. Доста бевме малтретирани, доста бевме понижувани, обезчестувани и така натаму. Нека не... Ако сакат признавање, како што овие ги, ја што ги викам, кај наш така наречените фанариоти, што работат наварно за фанароти, така натаму, абе, оставете не нас, ако сака царик да не признае, зошто да не признае? Уште утре, безусловно, нека не признае, немаме никаков проблем ние со тоа. Значи, целата приказка со тоа дека Вселенската патриаршија, предлогот на Вселенската патриаршија е добар предлог. Вие го прифаќавте нивниот предлог. Сега мене ме интересира кој предлог на Вселенската патриаршија го прифаќавте, кој не. Вака, ние треба да правиме малку разлика за оној период пред да добиеме од Српската црква. Ова е ваша изјава пред 4 години кога викате дека Затоа велам да правиме ние разлика од периодот кога Српската црква под влијание на ПОА и на владиката Јован Вранишковски не обезличува до крајни граници кај другите помесни православни цркви и дури Јован беше тој, братот Јован Вранишковски, кој што велеше дека кај нас немало во нашава црква ни благодат Божја. Па добро сега, тие вела дека Јован бил од кај нас хиротонисан и не било спорна неговата хиротонија. Па добро, какви сте тие, да се изразам вулгарно, глупости, да кажувате дека нема благослов во оваа црква, а таа црква те хиротонисала? Е нормална работа? Не е нормална. Што значи? Тоа што сме го ние говорили, ја што сме го говорил, е говорено во една друга ситуација која се наоѓа нашата црква, кога сме очекувале дека Цариград, како што ветувал, ќе ни даде автокефалија, безусловна, дури, еве ќе ви кажам, во 1999 или 2000-та, тука некаде беше, во една средба што имавме со Комисијата на Царската патриаршија, ни беше кажано, па добро, ајде, вие викајте се Македонска православна црква кај вас дома и така натаму, ама во надворешните комуникации со другите цркви ќе употребуваат име Охридска архиепископија или Јустинијана прва. Што значи? Мораме ние да правиме разлика во кој период и при какви услови сме давале известни изјави, кога никој друг не покажувал интерес да те признае наводно
најмногу покажувала Цариградската патриаршија, за да не земе, како што кажав, од Српската црква и да ни даде автокефалност, тогаш со вакви ветувања, а сега ништо од тоа не прифаќа. Затоа сме кажали, сум кажал, јас не бегам од оно што сум го кажал, во таквата состојба кога сме се наоѓале, дека ние сме очекувале дека Цариград ќе постапи правилно. Но еве се покажа и докажа напротив, кога ние сега очекуваме дека ќе бидеме признаени како автокефална црква од Цариградската патриаршија, безусловно, бидејќи е решен проблемот со името, барем политички со Грција, и не треба црквата сега да поставува такво прашање и да рече добро, тоа прашање е апсолвирано и завршено, затворено, и тоа ќе биде предмет и прашање измеѓу Грција и Македонија како држави. Ама не може да биде предмет за црквата. Но вие видовте дека тие не се откажуваат од тоа и дека велат територијата на цела Македонија е нивна. А ние сме во време на држава, во одредено време, дадена ни е можност само во рамките на таа држава со додадено име да функционираме како црква, што со други зборови кажано дека ако не нема ни црква, а како држава. Или оно што го спомнавме, како ние не дека се откажуваме, или јас се откажувам од Македонска православна црква, само тоа е кажано и сврлена, да речеме, идеја за да им кажеме дека не се искрени во оно што го кажуваат. Ако се искрени, ќе прифатат таков предлог. Но тие велат не, ништо не прифаќаме. А зашто не прифатиме? И сега, одиме на поентата. Како оди сега варијантата на Цариград? Ние не признаваме повеќе цркви, ни по име на државата, како порано што ги признавале. Туку, вели, православна црква во Украина, православна црква во Република, да рече, Македонија. Значи, тоа е безимена црква. Ако рече Македонска православна црква, таа име кој е поврзано со државата. Ама ако рече православна црква во Република Македонија или Македонија, тоа значи дека таа црква нема име, туку на некој друг му припаѓа, или со други зборови, Да, времено само се наоѓа во држава која што се вика Украина. Па затоа јас ова кога го испрлив како размисла беше да размислат луѓето, да сватат дека во никој случај ние не се откажуваме, ниту јас, ниту така натаму, и не сме го кажале дека тоа сакаме така да биде. Но само да им покажеме и докажеме дека ние не сме етнофилетисти и да разберат другите помислни православни цркви дека етнофилетизам ние не бркаме. Етнофилетизам, што ни го припишуваат нам, мислам дека треба си го најдат кај нив.